дали останато е само проблемот со Бугарија и дали би прифатиле предлог без право на глас? Гледате, политиката исто како животот е многу динамичен процес. Не знаеме утре што не чека. Ама наше е да се бориме. Да се бориме за себе. За државата, за граѓаните, за нас да ни биде подобро. Тоа е суштината. А не да се прикажуваат работите како и што не се. Не да се продава лажен патриотизам и некаква борба за национални интереси, која што ја нема. Мене ми е жал што е вака. Мене ми е жал што е вака. Ние ова не го заслужуваме. Ни луѓето го заслужуваат, ни државата го заслужува. Ние треба да име напред. Напред во секое поле. Напред кон Европа. Ако од 91 година до сега тој пат бил макотрпен, еве и сега гледаме дека е тежок, мораме да го продолжиме, нема друга алтернатива. Затоа што се друго е разочарување и губење на оптимизам на млади, на пензионери, на земјоделци, на доктори, на наставници, на сите. Мораме да продолжиме напред. Јасно е што треба да се направи. Нема никаков ризик во чекорот кој што треба да се направи и да се отвори земјата, да се отворат фондовите, да се зајакни системот, да почне да функционира држава како треба по принципот и критериумите на земјите членки во Европска унија. Инаку само ќе тонеме. Само ќе тонеме. Ќе правиме дебати, ќе разговараме за различни форми, некои како да ги зајакаме. Не е тоа суштината. Не е тоа суштината. Оваа власт мора да се смени. Оваа власт е предавничка. Ги предаде националните интереси и ги предаде интересите на граѓаните. Затоа што лажат дека има некаков ризик во уставните измени. Ете, тоа се случи во овој момент. И ќе се случи. И граѓаните ќе си дојдат по своето. Благодарам. Ели Панова?